на ЈУ Дом на култура Кочо Рацин Скопје. Прво вие застанете, може? Заемна соработка со ЈУ Завод за рехабилитација на деца и млади, Топанско поле, Скопје. Нашата донација продолжува, се надеваме ќе се видиме со нови. Јас би сакала само неколку збора да се заблагодарам многу за поканата на ова вечер, убаво место каде што се собрани многу хумани луѓе. Чест и задоволство ми е да бидам овде вечерва, меѓутоа и задоволство како представник од заводот да имаме соработката уште од почетокот на Юникорн и во текот на изминатите месеци повеќе средби, соработки, донации кои што продолжуваат и понатаму. Веќе имаме договорени. Многу ви благодарам од моје име, од името на корисниците и на останатите вработени. Од име на директорот кој што беше спречен да дојде денес. Браво. Медиумски покровител ТВ Сонце Милева Лазова за емисијата Исконски думи. Благодарам Оле, благодарам Кристијан и ви посакувам ова сдружение да трае уште многу години. Уште еднаш ви благодарам. Не се присутни подршка и донации исцелител Иван Туманово, подршка и донации Атлантик Комерц Скопје. Сега следуваат благодарници и медали. За новинарска подршка и афирмација на Сдруженијето и се доделува благодарница медал на Валентина Георгиевска Парго. Благодариме за вашите објави на портали. Често пати пишувате за Кристијан. Од срце благодарам му посакувам на овој прекрасен ангел наш Кристијан да му се отворат портите, да ги прави најдобрите дел во својот живот и да добие крилје во таа работа за тие луѓе кои немаат многу голема можност за лет, да помага и да биде запамтен хубави дела. Благодарам за медалот и посакувам многу успех во твојата благородна мисија. За новинарска подршка и афирмација на Сдруженијето и се доделува благодарница на Фиданка Танаскова, која е известила диаспората за проектите на Сдруженијето. Повелете, Фиданка. Што и да речем малку ке. Постојано кажувам за нив по македонските радија Австралија и Америка. И ќе кажувам додека снагата ме држи. Нека е со среќа. Браво. Благодарница медал и се доделува на Билјана Ѓореска за подршка и посебен придонес. Повелете, Билјана. Благодарам. Ова е посебна чест, не знам, гордост, не знам никако да си изразам. Баш не сум ни за
зборување без забики, ми извините, prvenstveno сите, ама се Кристијане за мене како некој до овие младиве деца, значи толку дете со волја, желба за работа, за хуманост, јас немам запознаено. Искрено, многу ме мотивира и така со некој мал допринос сакав да се вклучам во здруженијето, инаку сум нивни член така од тие по првите. И доста ме импресионира со сето тоа што го прави. Само можам да му продолжам, да му посакам многу во иднина да биде поуспешен. Мислам да се вклуча сите, ова за мене имам милиарда награди, ама ова ми значи многу и мотивација плюс, значи секоја чест, не знам што благодарам многу. Благодарница медал се доделува на Живко Поповски Цвети за поддршка на проектите и афирмација на Сдруженијето. Повелете, Живко. Драги пријатели, навистина овде е меѓународен празник на мирот и на хуманоста. И токму на тој празник се најдов и јас и ме воодушевија досегашните поетски numери, што би рекол, кои дадоа голем придонес во хуманоста. И верувам дека ова младо момче, Христијан, дојде до мене, кој пред 2-3 години доби Цветинова награда за мир токму заради неговата хуманост, јас го открив како еден млад, а мудар човек. И еве денеска јас одбележувам 40 години од мојата мисија Цвеќе на мирот и сум многу среќен што ја добивам ова прекрасна награда, овој медал. А исто така да кажам, пред 30 години Македонскиот Црвен крст во Женева стана полноправно членство. Доби полноправно членство, тука е Фиданка, знае дека делегацијата што ја предводев како председател на Црвениот крст во Македонија, на овој ден пред 30 години Македонскиот Црвен крст стана постојанен член на меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечја. Уште еднош да кажам дека овај млад ангел пред неколку години исто така мисијата на мирот со неговата мајка во Австралија ја ширеше, подарувајќи цветиња на мирот, македонски цветиња на мирот. Едноставно, вечерва навистина сум многу среќен што го добив ова признание како награда и за мене 40 години Цвеќе на мирот. И последната благодарница медал се доделува на Никодим Чернодримски за посебен придонес и поддршка на проектите на Сдруженијето. Повелете, Никодим. Јас сега ќе ми сликам, затоа што нема кој да сликам. Ајде сад. Ајде. Во ред продолжуваме со поезија и верувајте ми, времето е испланирано, нема уште многу да трае, знам дека сите сме со одредени обврски, а потоа да имаме и некое неформално дружење. Значи, продолжуваме со Митра Мими Спасова, Скопје, зборови. Викторија Велева, Скопје и јас сум дете. Трајанка Тања Стоилковска, Скопје, исти
а различни. И Драгица Илиева Скопје, Марија, повелете. Добра вечер од мене. Благодарност до ЮНИФОР. Мојата песна е посветена на моја драга ученичка која што веќе е возрастна и сега се наоѓа и живее во Малта. Јас ќе го откриам нејзиниот идентитет, тоа не е воопшто за сокривање, туку напротив представува моја посебна чест, што ете инспирира да излезат овие стихови од мене, а секако и за неа представуваат огромно задоволство што ете нејзината професорка била инспирирана од неа. Зборови посветено на Ангела Илиевска. Подај ми рака и не збори. Зборовите се овде, во просторот. Во рожницата на твоите убави очи. Ако некој те обесхрабри, ако некој ти рече дека твојот чекор е креват, твојот збор не разбери, твоето движење бавно, покажи му ги твоите убави очи. Речи му да ги види зборовите во нив. Речи му да ја слушне музиката на твојата душа, да ја почувствува убавината на твојата мисла. Раскажи му ја приказната за твојот свет со поглед. Покажи му го пријателството со насмевка. Охрабри го со твојот мотив и сила. Кажи му колку е убаво се. Покажи му колку вистински може да се сака. Значи, јас благодарам изгледно за добраната чест и Јас имам песна за една средба со една книва нема девојка која се вика Марија. За говоремата Марија на улица се сретнавме. Со очите гледам, те следам, како сончев зрак ми светна, како птица да долета. Прашав колку е часот, со раце ми покажа, се насмевна, рамењата ги подкрена. До мене се приближи, разбирам, велам и јас нешто знам. Те гушнав, те слушнав, се запознавме ние. Ми кажа, се вика Марија. Знаеш дека си како сонце убава, како кукла мила. Косата сјајна, како свила. Светот е голем и многу убав. Ти си иста како сите, како мене. Не гледаше во очите мои. Те гушкам, како да ми кажа, те сакам зашто како сите сум иста. Те стоплив со рацеве мои, секој во животот е некој. Од тогаш, кога рака пруживме, јас и Марија верно се дружиме. Благодарам на поканата. Јас сум моја труба. И јас сум дете. И јас сум дете. Може некако и сите други. Детскиот плач, крик често ме буди. Но и јас љубов сакам да вкусам од моите најмили. И јас дете сум од љубов, кој сака љубов да дава. Со другарчиња рамо до рамо да учи стои. Јас сум дете со попреченост. Но Бог тако ме створи. И не сум за тоа крива. Може би затоа сум почувствителна, може поспоро зборам, но искрено прегратка и љубов давам. И знам на мама и тато прегратка да давам. Другарчината во школа сакам да не ме избегнуваат. Учителката стрпела со мене да биде. Дека сите
Од љубов сме створени. И штом ти, мајко, погледот кон мене го свртиш, моето срце ќе затрепери и радост ќе вкуси. Обравчињат црвени ќе даде за бакнеш мајчин да осети. Бог сите не сака, за него нема разлики, сите сме негови чеда, затоа прифатете ме и сакате. Во чест на времето, сите што читате може на оваа страна да се фотографираме, за да малце го забрзаме процесот. Драги хумани луѓе, честитки на Христија. Мојата песна е "Исти а различни". Да, исти, а различни. Тие се полни со љубов, со несебично ја делат. Нивниот лик зрачи милост, топла насмевка, искрен поглед од длабочината на зеницата, без злоба и иронија, души надарени со вроден талент, во полето на уметноста со силна поддршка од своите храбри борци, родителите. А различните се оние од другата страна, со криви погледи, нечовечни предрасуди, за најневините исти, кои не бараат ништо, освен грст љубов, топлина во пружена рака, со природна насмевка која влева сигурност, почит и ги руши бариерите на различноста. Јован Мазгаски из Скопје, малку поинакви. Игор Поптрајков, Скопје, мантијата покрива. Сонја Манасиевска, Конеска, Скопје, моја почит. Благорка Филипчева, Скопје, најмило моје. Повелете. Може. Да, повелете. Малку поинакви. Не срамете се од нас, родители драги. Не сожалувајте не, роднини и пријатели. Не избегнувајте не другарчиња мили. Ние сме малку поинакви, не баш универзални. Нервозни кога нешто не сватиме, кога мускулна енергија и конфузија не прогонува. Нашата душа нешто поинакво бранува, а нетолеренцијата срце ни растрајсверува. Помогнете ни реченици да склопиме, мисла да искажеме. Со логика и вештина ќе ви вратиме, заедно живот да живееме, да се радуваме, спортуваме, другаруваме, по помагања и љубов да векуваме. Што сме малку поинакви, ние не сме виновни. Може би од алчни и бездушни, може би од ГМО пестициди, мозочни синапси поинакви не се сврзале, но и можност да генијалност останала многумина од нас со ретки таленти сме надарени. Со логика и сензибилитетности изострени молиме, разберете, довербата во нас никогаш нема да изневериме. Благодарам. Добро вечер. Вие не ме знаете. Ако пак представите. Шега се знаете, го на Манасиевска Конеска. Моја почит. Би ти ја дала светлината да погледнеш во небото, сино, и рака би ти подала да тргнеш со чекорот твој. Најгласна песна би спеала за да ме чуеш, а и од птица песнопојка пој. И безгласен кога си, те разбирам со душа, како гласот да ти го слушам. Го разбирам светот на оние што велат различни биле. А зошто ја обележи тоа? Хомер слеп бил, а напишал многу дела. Бетовен, Вулф, симфонии, музичка историја цела. А познавам многу слични на нив. Во душата богатство им спие, моја почит кон тие. За некои може се различни, затоа што тие што тоа го мислат, се всушност сосема обични.
Уште чекам, знаеш, морам да ме средим. Игор Полутрайков, мантијата покрива. Одеше по патот кон дома, освестен од студенилото на безнадежноста, кога одеднаш ја вида сивата кеса, како се мотка пред него, во просторот кој требаше да го дооди за да стигне до крајот на патот. Така на половина сопрен беше стресен од свесноста дека нема ден, ниту час еден, кога никој ќе го праша дали знае дека е последен оној кој е проследен за да биде виден во тој еден и единствен час на одот детствен. Ветрот ја мафташе пластиката, тој оздоло главата ја вовре, качулката му стои. Така оди сега, стемната добре, вистина, а одот каков таков не престана до крајот на патот. Благодарам. Добро вечер. Јас мојата песна ја посветувам на една моја драга пријателка која има дете со посебни потреби, но која е една голема мајка со големо М, херој, храбра жена, борец. Најмила моја, безмилосно ќе се изборам. Безмерно да ти даруваат безгранична љубов и безмерно сакање. Безгревно ќе те следам, безгрешно ќе те гледам, безгрижно ќе те милувам. Бајралтар ќе станам, бал ќе поведам, бакшиш ќе дадам, багребов мед ќе издурам, блесок на лице да ти видам. Пред последната група поети и поетеси, Мерем, Кајоли Туша, Скопје не разбирам, Славица В. Лазаревич Лесковац, Несретница, Валентина Георгиевска Парго, Скопје Пеперовиче и Чедомир Б. Шопки, Скопје Покајание. Добро вечер на сите. Јас сум Мерем Туша, работна како учителка, за мене најдобрата професија беше. Не разбирам. Јас сум посебна. Еден Бог не создаде. Во душа презирот нека згасне. Гледам поинаку. Разбирам поинаку. Јас сакам с него. Го прегурувам кон себе. Со љубов ве изненадувам. Зборовите не ги изговарам, песна која пеам. Другарки и другари цртам. Од малото срце голема љубов подарувам. Јас сум посебен цвет, сираче во градина, не дозволувај да овенам, сакај ме силно. Зошто мислиш дека сум поинаква? Не разбирам. Дали имаме разлики? Те молам, држи ме за рака. Благодарам. За вас ви благодариме за вашите стихови. Поведете. Славица, поведете. Dobro večer svima. Ja dolazim iz susedne Republike Srbije, iz grada na maloj
Maternici iz Leskovca. Počastvovana sam što sam na ovakvom udruženju i na ovakvom nastupu. Moja pesma posvećena je svim marginalizovanim ljudima, ostavljenim, zaboravljenim, usamljenim, nesrećnica. Nad mojom glavom grakću grabljivice. U rukama mi ključ nesrećnice. Zaustavljena u pesnicu vremena, u pepelu poraza padam i ustajem. Srce krvari, a dani kao senji prolaze. Ja pripadam tamo gde nikoga nema. Ponekad zađem slojem razuma gde večnu tišinu prekidaju zvuci moga Boga. Ispod zatvorenih kapaka i svilenih trepavica tražim zračak svetla u beskraju. Kad vetar zapišti kroz pukotine, lament duše guši, da ga niko ne čuje. I puštam suze ko dve kapi kiše, koje nema ko da obriše. Osjećam dušu u tami, što se ko iskra žara u dimu gubi. Pojas istine i oklop pravde, moje blagoslov i sloboda. Kad čemer dušu steže i koprena noći zatvara vidike, na oltaru srca držim vatru voluću. Moje seme blagoslova, vere, ljubavi, a klijaće za sve marginalizovane stanovnike Božijeg kraljevstva. Posebna благодарност до Чедомир Шопки, кој од српски на македонски јазик ги препеа поетските творби на поетите од Србија, меѓутоа во интерес на времето тие само на мајчиниот јазик прочита, секако ќе имате можност и на македонски да ги прочитате. Повелете. Пеперче, кој ли те убеди дека не можеш со едно крило да леташ, Пеперче? Кој ли те убеди дека не треба ко цвет да цветаш, Ѓурѓовденче? Расшири го своето крило и дека можеш, докажи, распупи ги своите ливчиња и каква прекраснотија си покажи. А на твоите очи солзи се непотребни, мило. Овој свет за сите е неправеден, зашто кантарчето човечко од секогаш неправедно било. Но се додека твоето срце е со двете крилја и со букет од мирисливи цветчиња збрани, и со едно крило да леташ и среде зима да цветаш, никој не може тоа, Пеперуче мило, да ти го брани. Ако утринава ги изчистивте вашите глави од грижи и лоши мисли, а потоа ги исполнивте со љубов која патем ја споделувавте во текот на денот со секој кого го сретнавте, тогаш немате причина за покаяние, барем во денешниот ден.
го сакаат светот полн со искушенија, гревови, копнеат кон Божиот благослов и за покаяние во сништа кон совршенството, тие недостојните, што во секое ново утро ја носат својата пустина во џебовите. Знам, пеколот е преголема награда за нив. Клекнати на колена го молат Бога, божествен глас да им ја исполни празнината, а го валкаат толку, служејќи му на ѓаволот. Копнеат по љубов со години, ја пеплосуваат и пришат лагите, семето со пире и го затираат, го чекаат судниот ден, а не разбираат дека некој се смее, некој плаче, некој молчи, некој зборови толчи, некој гради, некој руши, некој се поуми на раскрсница, некој своите лузни ги крие, некој мисли да му се подписот на животот, некој си ја носи најголемата својата мака, некој си ја ора својата празна длабоко, од која извира најголемата убавина. Сите сме несовршени во совршеното. И завршуваме со поетските творби на Ленче Стојбенова Кочани, посебни. Розита Христовска Скопје, пригрнете ме. Маја Крајковска Скопје, различни, а исти. И Сабахета Ета Мерсиви Скопје, тие. Повелете. Ленче Стојменова Кочани, посебни. Оставете не, не дирајте не. Ако не сакате да не гледате, не гледајте не. Ама не сме невидливи. Ако не ни ја видите душата, ако не сочувствувате со болката, ако не ни ја знаете маката, ако не ви е жал, ако немате емпатија, немојте, не гледајте не. Различни сме, поинакви потреби имаме, ама посебни сме и ние душа носиме. Ако нашето срце го освоите и во нашите души погледнете, тогаш одговорот сами ќе си го најдете. Такви сме, тоа сме. Од различни страни тргнуваме, на иста цел сите стигнуваме. Тука никој не прашува колку прсти на раката имаш, дали со двете очи гледаш, со две нози ли газиш. Кога на крајот си стигнал, важно е само колку добрина во твојата душа имаш. И ние благодариме. Добро вечер на сите. Розита Христовска Скопје. Прегрнете ме. Не вртете го погледот кога су во видикот. Од истото парче небо, кое исто сине е за сите, исто гали и милува. Јас тука сум, јас постојам, јас дишам, јас се смеам, јас љубам. И јас имам соништа исто како ти, како тој и таа, како сите со душа. Бидете до мене и преврнете ме, по еден зрачец од сите, да бидеме едно сонце. Вашите дланки на моите рамења нека бидат мои крилја, за да полетам кај што грми смеа, кај што рти добрина и љубов расцутува. Добро вечер на сите. Огромна е честа да се дел од вечераш
различни, а исти. Кога душата ќе спознае нова душа поразлична од својата, знае дека е туѓа и недопирлива. Ама секогаш различностите се привлекуваат. Зашто некој е голем, а другиот е малку. Третиот е висок, а четвртиот висок. Сите сме различни по својата личност, а сепак сме деца од истото мало. Дојдете во мојот двор да направиме корен. Спасе има проблеми со говорот. Не утечи, но меѓу нас ништо што ќе не препречи. Да бидеме најдобри пријатели, да не се караме како јатрави. Лина е дама фина, што душа чиста има, но не може мене таа да ме слуша. Сепак мојата ја лечи душа со убавината своја. Таа дворска дива мора некогаш да биде моја. Кога би било се така совршено и никој на никого нема да му пререче, ќе остане зборот на љубовта да се поточи. Дека сите сме едно душа, едно тело. Не е важно какво дело си направи. Важно е зад себе што ќе оставиш. Добро вече на сите. Драго ми е што вечера бев заедно со сите вас и посакувам, како што рече Оливера и Елеонора, да сите заедно видиме се поголем број на секој настан и секоја година бројот на Друженијето Юникор да биде се поголем. Само сите заедно можеме да дадеме допринос да прекрасното момче Кристијан ја исполни својата цел и својата мисија, бидејќи како што е и мисијата на самијата дружение, сите заедно ќе бидеме посилни и почини. А вечера за вас ќе читам песната Тие за лица со посебни потреби. Тие се најубавите цвечња во вазна, најубавата летна роса, со најголема волја и наде за подобри утра. Тие се топиот воздух на утрото, непогрешливи борци за својот подобар ден, сите извикуваат едногласно, насмевка лицето им го краси, а во душата тага, најубави, на интелигентните суштества, лагови се за својот плен, жедни за почит, не со жалување. Ништо не ги заморува, неправдата им предизвикува болка. Тоа е она што најмногу ги заморува. Тие се Божи дар, работа со своите срца секој ден како никој друг. Не сакаат навреди, страдања и лаги. За нив честноста во животот е единственото важно нешто. Тие се деца со душа чиста, љубов кон сите, во очи блиска. Почитувани присутни, како што веќе неколку пати се спомена, ние овдека сме всушност подршка на младиот хуманист Христијан Ангел Јовановски, кој изрази желба за основање на ова здружение. Минатата година, со негова самостојна работа, донираше собствени средства за да се обезбедат подарочиња за малку поинаквите. Вечерва има можност да се купи неговата сликовница Мисијата на Спај, а средствата ќе бидат донирани за овие лица. Ви благодариме уште еднаш за присуството и повеќе сега на еден малку Тебе сонце на брент емисијата Лица и дела, чест и задоволство вечерва што сум со председателката на Сдруженијето Юником, хуманитарното здружение Юником, Оливера Јовановска, голема поетеса, сите ја познаате. Значи, добро вечер, Оле. Благодарам пред се што не покани да бидеме гости на ова твоја манифестација. Сите твои
манифестации што ги организираш се прекрасни и се надевам дека нешто повеќе ќе ни кажеш околу ова манифестација. Добро вечер и од мене, до сите гледачи. Може би некаде ќе биде добар ден или добро утро, затоа што ТВ Сонце се емитува на сите меридијани. Јас пред се ќе се заблагодарам за вашата медиумска поддршка низ овие години на лица и дела. Хуманитарното здружение Юникон е отворено пред 2 години под иницијатива на Христијан, на младиот сега е 15 години, но беше само 8 години кога изрази таа желба, за да им се даде поддршка на малку поинаквите, на деца со психопопречености или психоприродниот развој. Нашите цели, мото и задачи се преку донации, преку наши лични средства, да може да им се обезбеди што повеќе активности. И ова е поетско читање ова вечер, но ќе се продаваат сликовници, сите собрани пари ќе бидат донирани за некои лични потреби. Доаѓа нова година, па сакаме да ги израдуваме со новогодишни подароци. Ние имаме неколку здруженија во Скопје и во Кичево, кои се грижат за повеќе од 50 деца кои се заболели од болест. Имаме меморандум со 2 во Кичево, се во Градово и Завод за рехабилитација на деца и млади во Топанско поле. Нашите можности се толку, но сепак правиме многу донации кроз годината, а до краја на ова година исто планираме да ги посетиме повторно. Се надеваме дека сите тие што ја гледаат емисијата и што имаат желба, можат да не контактираат мене Оливера Јовановска, како председател, така и сепак преку вас, преку вашиот медиум, може да добијат контакт или oliveraјовановска@mail.com, да ни подадат рака, да ни кажат идеи, како можеме сите заедно да помогнеме повеќе тие што се привилегирани. Заедно сме почујни, слоганот е на здруженијето. Да, тоа е наше мото, тоа е лично моја мисла, заради тоа што како единка никој човек не може ништо да направи. Заедно сме почујни и оваа вечер тоа се докажа. Се надеваме година да сме многу. Да, секако. Меѓутоа мора да спомнеме дека иницијатор за ова здружение е младиот Кико. Да, Христијан беше 8 години кога беше во контакт со детенце кое го имаше тој синдром, аутизам, и поради неговите различности, уште од тогаш Христијан ја изрази таа желба, кога ќе порасне да основа здружение, да им помага на тие деца, а воедно и на децата социјално загрозени семејства, на децата кои што немаат родители. Да се биде хуманитарец на толку млади години, тоа е голема чест пред се. Значи, Христијан е посебно дете, талентирано дете, иако лично го знам, му посакувам напредок во сето тоа што го работи и со здруженијето. Исто и на тебе ти посакувам успех и поголеми манифестации и повеќе манифестации да се прават во Македонија. Исто така ти стојам на располагање за се што можам да помогнам. Благодарам Симе, благодарам уште еднаш на ТВ Сонце и пријатна вечер, пријатно утро, добар ви ден на сите секаде во светот. Заедно сме почели. Благодарам и на тебе, Оле. И почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Оливера Јовановска, председателот на здруженијето, хуманитарното здружение Юником, со слоганот "Заедно сме почујни", и се надевам дека ова ќе од на ТВ Сонце со нас една голема звезда во Македонија, мој добар пријател Живко Поповски Цветин, голем уметник, хуманитарец, човек кој ја прославува Македонија насекаде низ светот и човек кој беше кандидат за Нобелова награда за мир. Така да, Жиле, јас ти благодарам што прифати да направиш едно интервју за емисијата Лице и дела на ТВ Сонце и ти благодарам за сето она што го правиш во животот. Благодарам и јас, на вистина ТВ Сонце е едно сонце македонско кое зрачи на цела планета. А моите цветиња на мирот, кои годинава
одбележувам 4 децении од мисијата Цвеќе на мирот, се најдов овде, заедно со вас, со поетите од речиси сите делови на Македонија, каде што заедно го славевме овај ден во поддршка на Христијан и неговата мисија. Сите сме заедно посилни и почујни. Заедно сме посилни и почујни. Тоа е слоганот на Юником, друженијата. Да. Почујни, да. Токму така, и еве, пошто јас не можам да ги слушам зборовиве што се случуваат во салата, сепак можам да кажам дека денешниот ден ми беше многу значаен, затоа што пред 30 години јас како прв претседател на Црвениот крст во Женева бев на конференцијата на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, каде што нашето национално друштво Македонски Црвен крст беше примен во тоа семејство на хуманоста во светот. Тоа е голема чест, задоволство. Тоа е секако огромна чест, што за мене навистина како прв претседател 1992-1996 година во независна Македонија успеавме со благодарение на голем број хуманисти од Македонија да бидеме прифатени во тоа меѓународно движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина. И еве и денес се гордеам што тоа национално наше друштво ги извршува сите хуманитарни активности поврзани со безбедноста на нашите граѓани, потоа со хуманоста поврзана за деновите на детето, деновите на солидарноста, деновите на хуманоста. И еве како и овие денови каде што поединци како христијан млади луѓе се вклучуваат во таа хумана мисија и навистина оваа хуманост на македонскиот народ навистина многу делува во светот. Зашто еве јас со моите македонски цветиња на мирот кои ги сеам низ целата планета, меѓу поетите, меѓу државниците, меѓу хуманистите, геогрителите, земјоделците и другите личности и институции, навистина го шириме тој ген за мирот во светот и верувам дека еве и започнува една мировна конференција за завојуваните страни Украина, Русија и верувам дека наскоро ќе дојде до мир, зашто секоја војна завршува со мир. Така е. Јас исто така повеќе пати повикувам на апел и мислам дека е време да се сплоти македонскиот народ и токму работам да и документарен филм да открием, да ти открием лично со диаспората. Имаме силна порака, тоа е сплотување на македонскиот народ. Македонија искоска, библиска и секогаш така ќе остане и само сонцето е постаро од Македонија. Така да, Жиле, нешто повеќе да ми кажеш за твојата кандидатура за Нобелова награда, која се кандидираше, од кого имаше поддршка и што всушност те натера да се кандидираш за Нобелова награда на мир? Видете, Нобеловата награда за мир произлезе од мојата активност што долги години јас таа мисија на мирот со цвеќето ја практикував подарувајќи ги моите цвеќиња на мирот на поети, како што реков, на државници, на истакнати луѓе кои можат да делуваат во мисија на мирот и речиси меѓу сите генерации, почнувајќи од децата во градинките па се до студентите и возрастните луѓе и така ширејќи е таа порака за мир, јас мислам дека еве за 4 децении достигнав еден висок степен на, така да речам, на таа мисија, што и пред една година веќе и се подпишува декларација за мир против сите војни и против употреба на Да, и оваа година имаше декларација за мир, ја подпишав. И многу луѓе, и секако тоа е многу, мислам, квалитетно направено од твоја страна и од твоја организација. Ќе се подпишува додека сум јас жив, зашто мирот е потребен во секоја
во секој случај и секогаш и на секое место. И така на тој начин еве јас се охрабрив предлогот на Нелко Нелковски да го прифатам и да бидам кандидат за Нобелова награда за мир 2009 година. Тогаш имаше околу 205 кандидати. Од тие 205 во првата селекција беа избрани околу 30. Во тие 30 јас бев трет. Обама беше прв, Саркози Никола од Франција председател втор, јас трет, Пит Цигер беше музичарот, на 6-то место беше Бил Клинтон, на 30-то место беше... Како беше чувството кога дознавте дека сте трет? Како беше вашето чувство? Добро, сега секако дека тоа чувство за секој би било мотивирачко и позитивно. Меѓутоа, ја доби Обама, не знам, имаше критики за него, но Нобеловиот комитет одлучи да ја додели за него. Дали имавте поддршка од државата? Од кого се имавте поддршка? Имав навистина поддршка, имав од Министерство за култура, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, потоа Министерството за локална самоуправа, од многу пратеници, од многу министри, амбасадори, потоа од поети, културни работници, музичари. Имав доста поддршка, негде околу 500 луѓе и институции ме поддржаа во таа кандидатура и навистина јас сум среќен пред се што тој голем број на луѓе ме поддржаа и академици, и универзитетски професори и така. Дали уште еднаш би се обиделе да бидете? Па никогаш не е касно. Мислам дека колку повеќе одминува времето, толку повеќе заслужувам таа награда. Затоа што еве се трудам во секој момент да се подпише таа декларација која ќе се испрати. Сегде ви има, неуморен сте, на секој поле правите изложби, значи секаде помагате, голем хуманитарец. Па да, еве годинава во мај месец имав изложба во моето село за дипломатскиот клуб. Потоа имав изложба на еден самит, би рекол, на просветните работници во Охрид, каде подарив 300 слики за учесниците на тој самит, на најдобри наставници во поранешните ју републики. Потоа имам во Задар една изложба која ќе оди во Сплит, во Пула и така натаму. После имав една изложба на Струшките вечери на поезијата, тоа на Дрвениот мост, со цвеќе и поезија по љубовниот пат на јагулите. Од Струга до Саргатско море и назад и преку поетите од сите меридијани пак по Струга на Струшките вечери на поезијата. Исто така имав една изложба во моето село повторно за денот на Светскиот ден на мирот во Брезово, а посебно би ја издвоил на ова една изложба на 6 август, кога имав која се одбележува 80 години од Нагасаки и Хирошима, каде што испративме пораки за мир до Трамп и Путин, кои имаа во тој период една мировна средба на Аљаска. Имав и други изложби кои ги посветуваа. Вие сте енциклопедија на уметноста во Македонија и вечерва добивте медал. Се надевам дека се чувствувате добро, се надевам дека ова многу ви значи, бидејќи е подарено од хуманитарното здружение Юником со нивната многу силна порака заедно сме почујни и се надевам дека ова и во иднина и понатаму ќе ви даде еден мотив плюс да работите што повеќе и што повеќе резултати да постигнувате. Да, токму така, еве, оваа вечер сум навистина многу среќен што Христијан, еден млад средношколец, ми ја додели оваа награда како признание, да речем, за мојата хуманитарна работа во овие 4 децении, а исто така јас не му подарив пред 2 години и една Цветинова награда за мир, кога беше осмоделенец и навистина во него чувствувам дека ќе се изроди еден голем хуманист
кој навистина ќе биде пример меѓу младите, а младите се иднината на нашава планета. Јас ја добив таа Цветинова награда за мир и многу ти благодарам, но бев цело време во дилема дали сум ја заслужил или не сум ја заслужил. И се испостави дека сум ја заслужил. Па биди, ти си ја заслужил и дури заслужуваш секоја година да добиваш, зашто твојата навистина голема активност на интернационален план, со поезијата да ги спојуваш луѓето, да создаваш нови вредности, да славиме Македонија низ целиот свет, како една најмиролюбива земја која навистина заслужува да биде и е пример во светот, иако, речиме, во Европска Унија се уште не сте примери, но ние сме европејци. Така е. Значи сите македонци низ светот кои ја прославуваат Македонија на некој начин, дали некој со уметноста, дали некој со поезијата, дали некој со документарните филмови, дали некој со разни активности, сите македонци, мислам, секоја чест за нив, едно големо браво и се надевам дека и во иднина ќе ја прославуваш Македонија во светот кроз ова твоја уметност и кроз цвеќето на мирот. Многу има со вас разговор, тука треба да го привршиме разговорот. Јас ти благодарам што ни беше гостин за емисијава Лице и дела на ТВ Сонце и се надевам дека понатаму ќе се работуваме, ќе се дружиме и понатаму ќе бидеме големи хуманитарци и ќе помагаме и ќе прославуваме Македонија во светот. Заедно сме посилни и почујни, како што вели Христијан. Токму така, драги гледачи, ова беше Живко Поповски Цветин, еден познат ликовен уметник кој ја прославува Македонија низ светот и се надевам дека и во иднина ќе ја прославува Македонија низ светот, а се надевам дека и ќе биде представник за Нобелова награда за мир, а јас му посакувам да ја добија таа Нобелова награда за мир, бидејќи тоа тој го заслужува и мислам дека е единствен човек во Македонија кој многу се труди и работи и во хуманоста, и во полето на уметноста, така да вие понатаму ќе го пратите жиле, ние ќе му помагаме колку можеме медиумски. Јас се надевам дека овој исцрпен разговор со него беше одличен и му благодарам и ве поздравувам сите вас, драги почитувани гледачи на емисијата Лице и дела